Добар ден, убав ден. Еве уште една дружба со вас во рамки на нашата емисија Иѓе да еден оброк. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го возможуваат снимањето на оваа наша емисија. А кои се тие? Тоа е Жито центар со тонус лебот, лебот на минатото, сегашност и иднината. Лебот од цели зрна, а не од брашно. Тука е и нашиот пријател С.Си. Джонсон со своите брендови Мистер Масл, Дак и Пронто. Исто така и нашиот пријател А ИСО Консалтинг. Уште еднаш благодарна за нашите пријатели. А што е тоа што ќе подготвувам денес како главен оброк во денот? Денес ќе подготвувам паста орзо со спанаќ. Да дознаете која е таа паста орзо, ќе ја гледате емисијата до крај, ќе видите за што станува збор. Кои состојки ќе ги користам во подготовка на денешниот оброк? Ќе користам паста орзо, која личи на ориз, ќе користам спанаќ, беби спанаќ по можност или по нежните ливчиња од спанаќот што го купуваме. Ќе користам печурки, свежи се разбира, кромит, лукче. Генерално тоа се главните состојки и ајде да почнам со подготовката. Ама пред да почнам со подготовката да кажам дека ќе имаме и десерт исто така, а тој десерт исто ќе биде подготвен со помош на пастата орзо. Како тоа ќе не следите и ќе видите како тоа ќе биде направено. А што ќе говорам денес во рамки на емисијата? Ќе говорам за тоа пролете, како тоа да го детоксицираме организмот, како тоа нашиот организам да се справи со оние наслаги на собрани за време на студениот зимски период, кога се јаде многу повеќе, кога се јаде помрсна храна и така натаму, и како да си помогнеме малку да му дадеме освежување на организмот, да му дадеме и по-висок имунитет, затоа што по правило имунитетот во пролета паѓа, посебно нивото на железото, и тоа највеќе кај женската популација, кај девојчињата, кај младите жени кои имаат месечен циклус. Значи, што е многу битно за да телото наше ни биде благодарно, а тоа нешто да го конзумираме. Нешто што ќе даде фина енергија, здрава енергија, нешто што ќе даде добра концентрација, нешто што ќе даде добар сон. Значи, тоа е онаа храна која што е полна со што? Антиоксиданси. Каде највеќе се наоѓаат антиоксидансите? Еве, ова што го сечам, кромидот, е полно со антиоксиданси. Значи, свежата храна содржи највеќе антиоксиданси. Тоа се одредени минерали, витамини и други фитонутриенти кои што помагаат нашиот организам да се врати во добра форма. Значи, прво и основно многу е битно она што навистина ни создаде многу оптеретување во организмот, малку да го оддалечиме од секојдневната исхрана. Тоа се преработените храни. Сега јас ќе земам печурките да ги подготвувам, зашто прво печурките ќе ги динстам, бидејќи сакам да излезе она течност од печурките, нели? Да ги доведам до состојба без таа течност да бидат, па потоа ќе го ставиме и кромитчето. Инаку, дефинитивно, најдобро е денот да си го почнеме со свежа храна, а што е тоа? И веќе знаете, свежо овошје. Но пред свежото овошје, за да имаме добар имунитет одличен, добро е да конзумираме чаша вода, да не биде студена, може на собна температура, еве некој веќе си зема и со млака вода цеден лимон, но вие како сакате, со таа чаша да се испие и една супена лажица рибино масло. Зошто? Недостигот на сонцето фактички ни донесе и недостиг на витамин Д, но и недостиг исто така на омега-3 есенцијална масна киселина.
Затоа е добро да ја внесеме таа омега-3 со користење на рибино масло. Каде ќе го најдете? Во аптеките го има за оние што веднаш ќе речат тоа е грозно, не можам да го конзумирам. Има рибино масло и со одредени вкусови на овошје, со вкус на јаготка и така натаму, небитно, нека го земат тоа. Тие пак што на вистина не можат во форма на рибино масло да го земат ова омега-3, има и капсули, има и зрнца омега-3, така да нека го користат и во таа форма. Зошто е потребно тоа рибино масло? Ние сме сите, целата популација, сме во недостиг со омега-3, а тоа подразбира, за жал, и база за разни заболувања, меѓу кои и најтешките малигните, автоимуните, дегенеративните заболувања. Јас кога бев дете, татко ми не тераше да пиеме секое утро рибино масло. Не да го мразев татко ми тогаш, што да ви кажам, не само јас и моите сестри исто така. Со затнат нос го пиевме тоа, ама моравме да го пиеме. Мајка ми во лажицата со рибино масло ни стискаше лимонче за да ни биде по-привлечно за пиење, по-приемчиво, привлечно, далеко од привлечно. И кога ќе се сетам на тоа, тогаш беше и рибиното масло многу концентрирано, многу по-природно од денешното, но како и да, и ова денешното е добро и ќе си го пиете затоа што тоа кореспондира со зголемување на нашиот имунитет во пролет, кога имунитетот по природа на нешта паѓа, бидејќи имавме недостиг на сонце во рамки на зимскиот период. Ај сега ќе продолжам да зборувам на оваа тема, откако сега ќе почнам и со да работам нешто овде. Ставам масло. Ајде сега ги ставам печурките. И тие ќе пуштат вода. Еве оној специфичен мирис, арома на печурки. Ќе се стрпиме малку да се издинстаат убаво. А во меѓувреме јас ќе го исечкам и лукчето. Овој оброк се спрема за релативно кратко време. Многу е вкусен, лесен оброк, нели рековме ќе одиме сега на фаза на чистење на организмот. Сега ќе ставам и сол за да печурките ја испуштат течноста што побргу. Значи динстам на средна температура, не многу јака. Што да правам? Работам со десната рака и затоа ја вртам оваа рачката од тавар. Сега јас ќе земам да си висечкам лукчето, да биде подготвено за да влезе во тавче. Еве, антиоксиданси во лукот има, што да речам, многу. А тоа говори дека треба лукот да биде во употреба, јас ќе речам наискрено на дневно ниво. Затоа што е нели аромата малку непријатна, се јаде навечер, до утредната сабајле веќе таа арома и горе-долу ќе ја снема. Или барем неколку пати во неделата, ако не секој ден. Лукот е познат и како природен антибиотик, кој што го штити нашето здравје од напади на вируси, бактерии и така натаму. Значи, многу е битно во фаза на чистење на телото од отровите. Денот да го почнуваме со чистење. Ја викам, наутро сите правиме хигиена од надвор, така? Стануваме, одиме во купатило, се миеме лице, се тушираме и така натаму. А што станува со онаа хигиена од внатре? Нели е потребно да се исчисти устната шуплина, хранопроводникот, желудникот, цревата и така натаму. И да имаме секое утро инстинкт развиен за дефекација, односно
да го празниме дебелото црево, нормално и да се уринира. За да биде тоа така во редовен програм, на овој начин треба да се почува денот, како што го споменав, вода, може и без цедено лимон, рибиното масло, кажав зошто, и тогаш за ден, 2-3, сите оние што имале проблем со секојдневна дефекација, нема да имаат проблем, тоа ќе биде на вистина на дневно ниво, а тоа подразбира исфрлање на отровите навремено од организмот, да не дојде до некои сериозни заболувања, затоа што дефекацијата или празнењето на цревата или затвор, како што викаме народски, е присутен по 2-3 дена. Недозволиво. Недозволиво. Значи, столица треба да се има и 2 до 3 пати во денот, како редовен програм. Значи, денот кога го почуваме со вода и рибино масло, веднаш потоа треба да следи конзумирање на свежо овошје. Се уште јаболкото го има приматот, но како еве сега јаготките срамежливо се покажуваат, си доаѓаат, значи може било кое овошје да биде во рамки на почетокот на денот конзумирано, телото ќе ви биде благодарно. Зошто? Затоа што со овошјето пак внесувате чистач. Сите овошја, посебно јаболкото, има пектин, влакна, односно пребиотици, фибри кои што се храна за добрите бактерии во цревата и веднаш, значи, врши чистење на нашите црева. Ништо не е страшно да се јаде наутро јаболко, а тие што ги штипе стомакот од како ќе јадат јаболко или чувствуваат непријатност, треба тука една мала комбинација да се направи, финта. Што е таа финта? Значи може јаболкото да биде во смути, односно овошна каша, или да се искомбинира со банана, да се избалансира јаболкото и по 2-3 дена веќе никаков проблем со јаболкото нема се има, ако се продолжи 2-3 дена во континуитет да се јаде јаболко наутро. А поздраво овошје од јаболкото, па чинам дека во светот нема поздраво овошје, и тоа затоа има мал милион книги напишани за здрава храна со јаболко на насловна храна, и нели најголемата софтверска компанија Apple има јаболко и така натаму. Не е тоа случајно, сепак тоа има свое значење. Уште малку ќе причекаме водата да се исцеди од печурките. Ајде сега веќе течноста е испарена. Ставам кромидот. Одиме сега кромидот малку да се издинста со печурките. Јас многу ја сакам оваа арома на кромид. Сега до душа листата после тоа се перат или се лустираат. Како и да е, добро. Важно на убаво да мириса, како оброк. И така. Значи, одиме понатаму со препораките за тоа што да се прави ако сакаме да си ги детоксицираме организмот, ако сакаме леснотијата на телото за релативно кратко време да е почувствуваме, тоа е некаде 5 до 6 дена. Првите денови, ако почнете да почитувате ова што ви кажувам, можно е и да почувствувате непријатност од детоксикацијата, која што се манифестира со главоболка, вртоглавица, нагон за повраќање, страшно малаксаност, но тоа трае кратко време и секаде 5-6 ден веќе се чувствува убава енергија. Значи, задолжително овошје, дали во форма на овошна каша, која подразбира повеќе видови овошје, изблендирани, но внатре убаво е да се стави дополнително што? Може чија семе да се стави. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк
треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Може да се стават бразилски орави во функција на добавување на селен. Ако направите математика, колку ќе ви чини селен како додаток и селен во форма на бразилски орави, а 3 бразилски оривчиња на ден, ќе видите дека математиката оди ке бразилските орави во полза. Како и да е, некоја семка, тиква, сончоглед во тоа смутито може. Значи нешто што има свежо овошје, може и суво овошје, и јаткасто овошје, и замрзнати бобинки. Малина, рибизла, капина, боровинка, нешто од тие сосема малку. И добивате високо енергетска бомба, која дава енергија, оди во функција на чистење на телото од отровите. Прави алкализација на телото. Вода пиеме, дока е 12 часот, значи овошје, водичка, цедено лимон со вода, може цедено лимон па и портокал, а тие што сакаат да намалат килограми, нека одат без портокалот. Сега јас многу се зазборев, сега ќе ставам пастата која претходно ми е сварена, во упас попишува како се вари, кога ќе си ја купите, ја има во маркетите, ако што има макарони, талјатели, фусили и така натаму, ова е орзо. Или макарна, ја има под име макарна. Ке повторам уште еднаш, ја има во маркетите под име макарна. А иначе, званично име, светско име на оваа паста е орзо, како што е на фусилите, како што е на талјателите и така натаму. И сега на крај го ставаме спанаќот, ќе оставам малку на ниска температура ова да оди. Спанаќот морам малку да го засечкам, и го ставам на крај за да не ги изгуби своите својства со силна термичка обработка. Дури и можам така листовите бидејќи се малечки. Можам и така да ги ставам, еве имам уште малку. И добиваме нешто здраво, многу вкусно, брзо за подготовка. Ево, вие се малечки листови, целите ќе ги ставам. Ајде, еве вака, оп, ајде уште малце, ето така, фрц го. Одам на најниска можна температура сега, за да измешам. Вака се прави, значи спанаќот за да биде речиси во свежа состојба. Сега јас ќе додадам тука малку и бибер. Сол ставивме на печурките, но кој сака може да си придодаде сол, не е никаков проблем. Ето така. И ќе додадам уште малку, да речеме нешто, ете, ако сакате, алтернативно е. Малку соја сос ќе ставам и малку балзамико сируп и тоа е тоа. Ќе исклучам, неисклучено сето тоа ќе го додадам. Еве ставам малку соја сос. Добро. Ќе даде дополнително убава нота. Еве го ставам и од балзамикото сос.
сосема пикантно, да придонесе дополнително на вкус. Еве го нашиот оброк, сега ќе го сервирам, ќе ставам малку исечкан макдонос и тоа е тоа, брз оброк, исклучително здрав оброк, лесен за пробава и оваков вид на оброци јако содржи паста, се лесно сварливи и во функција на чистење на организмот од отровите што сме ги насобрале преку зимскиот период. Што повеќе вакви оброци, тоа полесно чувство и тој што има више килограми ќе ги изгуби, тој што нема што да губи, туку ќе се чувствува полетно, по-здраво и така. Ајде сега вака да си засечкам малку и макдонос. Поситничко. Сега да го завршам нашиот денешен оброк, сепак ќе додадам малку сол, добив сугестија од Ивана, еве, и секако биберче. Биберот исто е зачин кој што, ако се стави оптимално како што треба, е многу полезен, го помага варењето на храната, дигестијата ја зголемува, ја забрзува. И еве сега ставам малку макдонос, малку, не смеам повеќе да ставам, ме караат овде. И така. И еве гледате, се задржа, значи свеж спанаќот. И сега ќе сервираме. Ајде сега си ја сервирам орзата, тоест денешниот оброк. Многу изгледа симпатично, мириса преубаво. Можам да речам дека лукчето доминантно е со аромата. И тоа баш треба така да биде. Еве. Ајде сега мала декорација со чери домакчиња. Вака фино ќе биде. Ето, тоа е тоа и ова е нашиот денешен оброк. Може само малку да поросам уште од сечканиот макдонос и тоа е тоа. Ајде сега малку повторно ставам од балзамико сосот, повеќе сега за декорација, но исто така се разбира придонесува за красатост во вкусот. Да можам сега сето да го исцедам натре. Добро е, готово. Еве, тоа е нашиот денешен оброк, убавина од гледка, убавина од ароми. Преубаво. Значи, едноставно подготвено, брзо подготвено, лесен оброк, кој го препорачувам во овие пролетни денови, како оброк кој што ќе ги задоволи сите ваши сетила и истовремено ќе учествува во олеснување од тежината на телото што ја чувствувате. Би сакала неколку зборови да кажам за овој производ на компанија Tessie Johnson, а тоа е Mr. Muscle Hydraulico Gel за одводи, за пушени цевки и за пушени одводи на база на разни масноти, на храна, на влакна и било какви причинители за запушување на овие цевки. Значи, користете го барем еднаш месечно во функција на превенција на запушување, а кога ќе дојде до запушување, се разбира, тука е вашиот пријател Mr. Muscle. Ајде сега да си ја подготвиме и салатата. Еве рендам сега морков, така на лентички. И да ја збогатиме оваа мешавина од зелени листови со различни бои, портокалова, црвена, виолетова
лукче бело, витамини, минерали, се што е потребно на организмот секој месец, 365 дена во годината, а во пролет посебно највеќе е потребно, затоа што треба да го живнеме организмот. Еве вака, убавина, боите значат минерали, значи се што ни е потребно се наоѓа во свежата храна. Во салатата, имаме во салатата зелен микс од марула, рукола, радич, имаме и црвена зелка малку и така натаму, а ние ја дозбогатуваме со еве го морков, ротквици, чери домачиња, лукче, значи дополнително внесуваме многу витамини, ензими, живот ја живнуваме дополнително нашата денешна салата. Ајде сега да ја подготваме ротквицата на тенки полукругови. Ке се одам што потенкички, тоа подобро, еве и овдека. Растителни влакна, С витамин 1 куп имаме внатре. Користете ги овие ротквички, има силна енергија, се што расте под земја е акумулирана сончева енергија. Значи користете ги што повеќе, ќе ви бидат благодарни вашите црева, а иначе се вкусни, зошто да не. Искомбинирани со другиот зеленчук, значи синергично делуваат феноменално. Еве сега ќе ставиме вака без ред. Така. Сега и лукчето. Нема да го сечкам ситно, туку така на тенки, ето, многу тенки парченциња, слајсови. Добро. Ајде и од другата страна. Како што реков, лукчето е природен антибиотик. Еве ќе го ставам вака. Фино, бавко, а и другото чешне. И што сум направила? Ставам здравје во оваа салата. Здрав оброк, придружен со здрава салата. Нешто што ќе ги исполни моите сетила за вкус, мирис и така натаму, но истовремено ќе ми даде многу здравје. Ќе работи на мојот имунитет. Сега и чери домачињата. Еве и половинки од чери домачињата. Едва чекам во нашата бавча да ни стасаат. Рано е уште, јас уште не се ни засадени, ама многу сум оптимист. Ете така, сега да ја зачинам салатата. Сол. Пред да се конзумира, тогаш ќе се измешта, сега вака за да изгледа убаво, ќе биде само зачината. Добро. И црн пипер ставив. Сега и одсечкани од Макдонос малку. Ете така. И се разбира маслиново масло малку. Еве преку чери домачињата да оди. Ке става малку и балзамико оцетче. И нашата салата денешна е готова. Преубава, превкусна, прездрава. Еве, нашиот ручек придружен со нашата денешна салата. И останува сега што? Да се подготви десертот. Денешниот десерт исто така ќе го правиме од пастата орзо, која веќе е сварена, се разбира,
стопено чоколадо за готвење, ова е засладувач од урми, имаме цимет и имаме замрзнати шумски плодови различен вид. И сега, ова стопеното чоколадо му додавам малку цимет. Ќе го ставам целиот цимет. Додавам засладувач од урмија, може да биде и мед, маџун, по ваша желба. И сега малку ќе ги измешам. Циметот со стопеното чоколадо. И кога подготвував орзото како главен оброк и ми текна чека, викам, јас можам да го направам орзото и како десерт. Затоа што кога бевме деца, мајка ми нас макароните ни ги правеше како десерт, шекер ставаше, цимет, ванила и ајде, јади благо и тоа баш ни беше фино. Некогаш и метке, со метке беше без шекер, што се вика здрава варијанта и тоа беше одлично. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. И сега ми текна мене идеја, ми даде тој момент, викам, дај, ќе си направам јас десерт со орзото и сега се мислев дали какао само со засладувачот од урми или стопено чоколадо, па некако попривлечна идејата ми дојде со стопено чоколадо. Еве, ова е тоа. Сега ќе додадам тука и малку од овие шумските плодови внатре и плюс за декорација од озгора. Еве вака, уште малку. Значи, нешто ова ме подсетува на ашурето. Нели, ашурето се прави од кршена пченица и ние наместо кршена пченица, што имаме овде? Имаме орзо или макарна. Како макарна ќе ја најдете во маркетите на кесичките, пишува макарна, не пишува орзо. Еве сега сервираме во убава чинија. Значи стопено чоколадо, пастата, орзо, засладувач од урми, шумски плодови, се тоа е здраво и пак ќе речам во функција на чистење на организмот, вакви некои лесни десерти. Е сега оваа количина, да речеме сега што ја ставам во оваа чаша, на вистина за 20 луѓе. Значи не треба и со количина да претеруваме ако сакаме организмот да си го исчистиме од отровите. Јас сега да земам лажица чиста за да ги ставам шумските плодови од озгора. Еве вака. За мерак. Здраво, вкусно, убаво и за деца и за возрастни. Убавина. Значи немаме во периодов уште свежи црвени плодови, но замрзнати имаме на вистина преку цела година, така да јас ги користам многу често.
Еве го и нашиот денешен десерт. Ја и кажете што имате да кажете на овој преубав, вкусен, лесен десерт. Имате да кажете само најубави нешта. Би сакал да кажам неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson, Mr. Muscle, спреј платинум за купатила. Со помош на овој спреј се отстрануваат тврдокорните дамки и нечистотиите по површините на лавабото, кадата, тушкабината, плочките и така натаму. За релативно кратко време се исчистуваат и делуваат и антибактериски. А аромата што ја остава после употреба ова средство навистина е пријатна за секое купатило. Ајде сега кој е наред за подготовка како дел од нашиот денешен ручек? Тоа е тонус лебот, се разбира. Значи тонус лебот го имаме во повеќе варијанти. Да подсетам, по не знам кој пат, тонусот не се прави од брашно. И сега многу луѓе имаат недоумие како тоа не се прави леб, а не се прави од брашно. Значи се прави директно од зрната пченица, во основа е зрната пченица, а имаме повеќе врсти на тонус леб, како што е овој со 4 видови на семења. Значи, тонус лебот, за разлика од другите лебови, се прави некаде околу 24 часа, а другите лебови за саат-два веќе се готови направени. Тонус лебот е во светски рамки најлеп, еден од 100 планетарни рекорди. Имаме, значи, на во нашата држава, како да кажем, привилегија да јадеме најздрав леб што постои на светско ниво. Леб направен од зрна, леб полн со фибри, со витамини, минерали и така натаму. Сега ние денес ќе го искористиме на малку посимпатичен начин, а тоа е, ќе си го малку подпечеме со сосема малку маснутија, ќе го истрљаме со лукче, еве го трљам со лукче и ќе го ставам од двете страни, се разбира. Сега ќе засечам вака, да пушти од сокови лукчето, еве одма се познава на лебот, како пушта лукчето, нели, сокови. Повторно ќе засечам, за да добијам свежина во лукчето. И сега, уште малку да загрее тавата, еве ги семките тиква се познаваат, нели, на ќе ставам и лукче во самата тава, да пушти арома, и самите лепчиња се нели, истриени со лукчето и го ставам лепчето. Добро. И нели зборуваме за олеснување на организмот од отровите. Зборевме за утринскиот дел, како треба да се практикува, а да не заборавиме дека ручекот задолжително придружен со свежа салата. Доволно е лепчето. Еве го вака, ке си го наредам. Си фатам и со рака, јас можам жешко да држам. Така. Ќе ставам малку бибер.
Еве ги и лукчињата, малце нели под горенки, врз лепчето ги ставам. Значи аромата што се ослободува при подпечување на тонус левот е фантастична. Еве вака. И ќе ставиме малку и макдонос, ставив малку и бибер. Сега ви ќе ставам и по една маслинка на секој од лепчињата. И маслинката фино се сложува со лепчето тонус за мерак. И некоја маслинка така во обкружување како за декорација. Ево вака. И нашиот тонус леп го придружуваме кон нашиот денешен ручек, оброк, вечера, што и да е важно. Погледнете ја софрата убавина. Еве, тоа беше си за денес. Се надевам ви се допадна денешниот оброк и дека ќе си го приготвите се во функција на вашето здравје, а истовремено и да уживате во оброкот. Да им се заблагодарам на нашите пријатели, а кои се тие. Тоа е компанијата SC Johnson со своите брендови Mr. Muscle, Pronto и Duck. Тука е и Жито Центар со тонус левот на минатото, сегашноста и иднината. И тука е AIA и со консалтинг. Ви благодарам и вам што не следите редовно и не следите и на социјалните мрежи. Пријатно, убав ден, гушнете се малку.